Сега и овој реферат ја што го имам, ќе се обидеме тоа да го размножиме. Професорот вика барем во едно 50-60 примероци, па да го испратиме и до Австралија, и до Америка, и до Канада, до диаспората, кај што ќе може паралелно со книгата да можат они да добијат и некој поинак. Сакаше да ви подпише. Тоа кај што некаде професор Држле Фремол, што го кажува. Редово. Јас сум бил некако поддиректно да го кажам, да го изводам од контекст, да може тоа да биде по-нагледно, по-убедливо. Тој е убедлив со сета своја анализа што е правил. Сите ние не сме лингвисти, не можеме се само името да го сватиме. Он пред време бил пензиониран и благодарение на свој пензионирање успеа да направи 4 книги. Пиша. Не стои. Моливче. И е 6 нови. Жиги молива. Пенкалци. Само извршиле политички притисок. Знаете, тоа е друга линија, сака да си го правиле. Има да пропадне. Кога ќе ви затвора. Тоа му погреба. Вториот доктор Тама во градот имаше земено Чајковски, еден полски. Меѓу кои тој доктор. Оди во дело. Ја образова темата, нели, тезата треба. Добро. Ви имаш фатено? И го вади целта и елаборат што го имал трудот, нели? И го гледа тој цело прецртан. Вика, што овака во моментот? И вика, не било, вика, човек од литературата, не било кога овака би го направил. Зел, ја составим цела теза. Ја управо. Тоа е газата на телевизијата на која што ќе бидете емитувани. Миг телевизија се вика. Имате квалитет. Ова јас ќе го препорачам. Кај еден српски вика академија, бидејќи сте вие полски студент, па да одите кај него. И оди во Полска и таму фактички да иде че докторат има направи за да тоа од скромноста... Тоа е сигурно, меѓуто прве, со гаранција. чеки да видам книгите. Нема финансија. Колку са? Бреј. Што би го нарачил? Да. Ова е негде околу 300 години, 280. Па, баш тоа е време, да речеме, на схоластичарите. Ако јас, може да има и друго објаснување. Али Сега, што треба да го... Што би значило он за фамилијата, например, квадратот. Квадратот го има во македонските монети. Значи, уште постои. Го знам. Од она ја што знам, тоа во средновековниот период, па и во античкиот период. 450 или до 550. Да, ние го имаме Има и жигови на... Сум сретнал жиг на наши стари македонски копии. Исто свртен. Да. Свртен е квадратот. Затоа што во тоа одлучување и во средновековниот период, тоа е квадратот на скратените заклучоци. Ако имаш поминато. Значи некој што извршува нешто, што треба да изврши. Што треба да изврши и тоа се знае таму, да речеме има некои кои се над и некои кои се под. Значи подредени и надредени, кај што треба да се изнајде вистинитоста на исказите. Таму го има квадрат. Слоновата коска кога доаѓа на... Мисли за самата слонова коска. Од кога е присутна? Во Накит, во средновековија?
Па од она ја што имам увид, уште во времето на Александар Македонски веќе ние знаевме за уште од порано. Има наоди, еве конкретно како што е така нареченото тракиско злато или има тракиски наод кај Пловдив. Не се мисли на она тракиската гробница што е, туку други покрај Пловдив имат најдено и бугарите тоа го третирале доста богат наод, кај што има разни пехари од злато и на некој од нив има чинија една, кај што апсолутно стојат глави на црнци, изнаредени радијално, како зраци на сонцето, и тоа во повеќе кругови, што значи има и космографија, има и... А среброто кога е во подем, во наќето? Филип Македонски среброто и златото, бидејќи ги завзел пангејските рудници, веќе во тоа време статерите ни се со пред тоа биле сребрени, а после он прави фактички први златни статери на оваа територија покрај даријките кои се фактички персиски златни монети. Што значи од поодамна, освен тоа има во рудниците што се наоѓале покрај дебарските рудници, кај што се ковале монетите скоро на сите владари на Балканот. Има такви податоци, тие се исто така од предримскиот период таму. Така да среброто и златото тука се познати, имале особено подем добиваат за времето на Филип Македонски и после тоа нормално бидејќи се експлоатираат тие рудници како метал, како ракотворби или како филиграно. Па трае подолг временски период, така да не е тоа само од средновековниот период или да кажеме од 17-тиот до 18-тиот век. Седница од мојот мат, седница. Дали ти се исплати доаѓањето? Како? Мислам во однос на информациите за друго. Таму не треба ништо да подпишуваш. Не, Не. само тук. Ова останува во архивата на Сдруженијето, да. Но видим, ова партија има измислени. ВМРО обединета. Па некој да барат. Ама тоа е она старата, мислиш? Па таа сум и јас стар. Ама има и сега и друга, нели има? Добро, ама он затоа стави во загради обединета, значи тоа е од времето после Илинденското востање, да, од времето на Димитар Влахов. Не бе, зашто од времето на Димитар Влахов? Во Пателе ние имавме организација ВМРО обединета, а член на Централниот комитет на таа партија беше Андреја Чипов. Така, за време кога го немаше Захаријалис, тој го замени и стана и генерален секретар на КПГ. Комунистичката партија на Грција, точно. Кажува, јас сум од тоа време. Не, ние сакаме да кажеме дека корените на ВМРО обединета се малку пред тоа. Да. Место, тука беше ова дата, да. Епа, Богданци место, нели? Во Богданци, денешна дата. Денес сме 7/12/96. Да. Добре, професоре, да ви честитаме што ни се придруживте на нашето здружение и да се надеваме дека уште слависти ќе доаѓаат и ќе разоткриваме историјата на древните македонци. И културата, и јазикот, и се. Епа.